Креирање на свесноста во делот на заштитата и грижата за животната средина, крајно време малку повеќе да го свртиме вниманието на оваа тема. Од тие причини две дами со мене денеска во студиото, Анита Котеска од мојата десна страна, а до неа Олга Древенчи. Добро утро. Добро утро. Благодариме што толку рано сте заедно со нас и го започнувате денот. Ке започнеме, Анита, со тебе. Зошто го славиме денот на животната средина? Ајде да влеземе во темата, оно што сакаме да го потенцираме. Добро утро, Јована. Благодарност за повикот и актуелноста на темата. Денот на World Environment Day е многу важен, од најмала возраст па до највисокото ниво на естаблишмент, компании, економија. Битно е да сите го носиме моментот на свесност дека акцијата треба се превземе сега. Иако реагираме многу доцна да аспект на тоа што климатските промени и проблемите генерално на загадувањето постојат, но никош не биле до ово ниво актуализирани. Сега немаме простор да се адаптираме, дополнително да размислуваме. Туку треба да изградиме само еден сензибилитет кај населението, кај децата, кај компаниите, зашто е многу важно, бидејќи понатака патот на развој ќе биде преце, да кажам, заокружен или ќе биде малце одложен, доколку тие не ги применуваат правилата на environment, на свесност во интегрирање на постапки, управување со отпад, со зелена енергија, да секој понатамошен чекор или секоја нивна битна стратегија за раст ќе биде базирана на иновација која што ги интегрира принципите за трансформација и делегирање кон животната средина. Анита, ако ве слушнеме сега сите како чинители во општеството, прво нешто што ќе поставиме како прашање, добро, кои ни се можностите, кои ни се условите, ни го дозволувате тоа да можеме да се вклучиме во зачување на животната средина во контекст на тоа што се дополнително ни е потребно во делот на инфраструктура, можеби, во делот на пристапност поголема, во делот на можности, па и помладата генерација доста патува, доста чита, интернетот овозможува да видиме како тоа другите светски земји го прават. Пред се треба да се приоритизира прашањето, ние се бавиме со многу други секакви проблеми. Меѓутоа, животната средина треба да биде спасување на животната средина мост кој ќе се интегрираме сите ние како целина, независно од каде доаѓаме, од која држава сме. Значи, ова е еден мост кој што ќе ни ги отвори портите да соработуваме. Ние како национален партнер на Европската програма за климатски промени ќе почнеме многу брзо со менторство на компании да им покажеме како отпадот има вредност и што треба да направат. Меѓутоа, ние не можеме да ги опфатиме сите, можеме само да бидеме делегирани во еден дел. Остатокот компаниите треба да се приклучат кон оние процеси кои што се тековно започнати на ниво на Европа, на ниво на држава и да ги интегрираат при својата трансформација. Значи, не може да градат стратегија за раст доколку не направат трансформација во некои од нивните процеси постоечки. Дали тоа ќе биде како влезен ресурс ќе користат, како ќе ги складираат отпадните води или како ќе го развијат системот на ладење, грејење. Значи, тоа е све една патека каде што треба сме отворени, сите сме ставени во ист чамац. Еден чинител не е доволен да се направи некаков импакт, влијание конкретно. Значи, ние само ќе бидеме тука да подсетуваме, меѓутоа имаме и многу други странски содржини проекти кои што се отворени да дадат знаење. Кога веќе ги споменавме компаниите, ќе се навратиме повторно на тоа дека вие сте национален партнер на Европската програма за клима, ќе вклучиме Олга Древенчи, таа ни доаѓа од компанија која што веќе го зима предвид значењето на тоа колку е важно зачување на животната средина. Како вие како компанија се вклучувате, од која дејност доаѓате? Значи, Анита со конкретна причина ме викна да бидам тука дел со нејз од студиото. Доаѓам од компанија која што се занимава со консултантски услуги за развој на комерцијален недвижен имот. Малку факт се знае, да речеме во Македонија, дека дури 40% од емисијата на јаглерод диоксид доаѓа од недвижниот имот. Што значи ние сме сведоци за истото, но некако многу се зборува кога е зима, а многу малку кога е лето, но таа е темата. Бидејќи доаѓам од бизнис сектор, секогаш е тешко на бизнис секторот да се објасни зошто одредена сума на пари треба да се вложи денес. Добро. За да се исплати кроз 10 години. И веројатно не е едноставно на кој ќе биде бенефитот? Кој ќе биде бенефитот, апсолутно. Не треба да ги гледаме климатските промени само од аспект на бенефитот и на заедницата. Да, сето тоа е прво, но зборуваме и за еден сериозен пристап на енергетска ефикасност и во принцип на долг
па може би среден рок и заштеда за компаниите. Многу конкретен пример. Во Европска Унија до 2030 година компаниите кои што поседуваат различни типови на имот имаат обврска за 55% да намалат емисијата на јаглероден диоксид. До 2050 година тие истите имоти треба да бидат зиро неутрал. А како тоа го решаваат државите кои што не се во Европската Унија? Македонија е целосно aligned со европските регулативи, мораме да се однесуваме на тој начин. Ќе кажам конкретни примери. Често слушаме зелени згради. Добро, под зелени згради, немаме, за се уште во Македонија. Да кажеме дека тоа не се згради кои што имаат зеленило на фасадите. Наедноставно да кажам, тоа се згради кои се енергетско ефикасни. Како се постигнува енергетска ефикасност? Со употреба на материјали кои што се сертифицирани, со соодветна топлотна изолација, со соодветни системи за грејење и ладење. Сензори, наедноставен пример. Значи, да не трошиме струја кога немаме потреба. Тоа се постигнува наедноставно со сензори. Едукација на луѓето кои што живеат во тие згради. Значи, не можеме ние да употребуваме климатизација, да имаме отворени прозори. Веројатно тоа паралелно рамо да рамо треба да оди едукацијата, поради тоа што ние сме општество во кое што навистина ни треба голема едукација кога е таа тема. Многу малку зборуваме за циркуларната економија. Компаниите креираат социјален бенефит. Ајде малку тој момент да го објасниме. Значи, се зборува сега за ESG стандардот. Значи, не зборуваме повеќе само за влијанието на животната средина. Ние можеме да бидеме целосно како компанија еколошко свесни, но да немаме никаква грижа за вработените. Што значи сега ние разговараме за три чинители. Зборуваме заштита на животна средина, социјалниот импакт што го имаме на заедницата и нашата одговорност спрема заедницата. Значи зборуваме за ESG стандард. Така да сега и заштитата на животната средина не е сам фактор. Нашите одговорности се малку поголеми. Добро, колку од компаниите го следат тој чекор, тој тренд kindness? И на кој начин? Некако, кога зборуваме вака, делува како да теоретски многу се зборува, но во пракса колку се применува? Веќе имаме свесни компании. Свесни компании, има компании веќе кои што започнаа зелена сертификација на згради. Добро. Ние помагаме на клиентите како да ја изберат правата сертификација. Значи, компаниите се свесни. Самиот пазар тоа го наметнува. Се повеќе представништва на меѓународни компании не сакаат да бидат во згради со своите канцеларии кои што не се зелени. Значи, се бараат сертификати, се бара свесност. Колку има простор кај нас за имплементирање? Апсолутно. Апсолутно. Поглед на тоа дека голем број стамбени објекти имаат потреба и од реставрација, од одржување на фасадите, од обновување. Сосема нормални процеси кои што дури не ни чинат толку многу пари. Ајде тука тој фактор можеби најголемо влијание зема. Колку чини? Јас би рекла дека не чини ништо. Добро. Од аспект на како ќе придонесеме за еднината и одговорноста што ја имаме и во крајна сметка за штетата на самите инвеститори. Штедиме струја, штедиме вода, штедиме ресурси. Сега ова кога го спомнавте, веднаш Анита ќе ја вклучам, колку пак е лесно да се објасни тоа дека не чини ништо со оглед на свесноста за зачување на животната средина, со оглед на тоа дека треба да наметнеме едни поинакви стандарди, грижа за околината. Благодарам. Значи, не чини ништо да спекна тоа да се употреби отпадот. Имате неколку проблеми. Ако решите да го извезувате, имате регулатива. Ако решите како текстилен отпад да го вратите во матичната земја, имате трошок транзитен, имате царина. Значи, решението е тука, само треба да се побара. При тоа, постојат факултети, јас повторно ќе го спомнам мојот матичен партнер факултет технолошки, кој што работи на пронајдоци на изнаоѓање на такви решенија. Многу е поедноставно, наместо текстилниот отпад да го горите, што нам ни се случува во централно градско подрачје, при тоа, нагласувам, не селектиран да го горите, тоа не е зелено решение. Истиот може да ви послужи за во градежната индустрија, како еден од примерите. Значи, се тргаме од таа линеарна економија и правиме импакт. Тоа е поевтино решение, отколку тој отпад нешто друго да му правите, да го извезувате или се понатаму. И при тоа или да го спалувате. Многу е поскапо по здравјето на луѓето. Значи, ние одиме на оние најнеинвазивни методи, зелени како решенија, прифатливи финансиски, кои што ќе направат
нов влезен импакт за некоја друга индустрија. Конкретно, бидејќи имаме и градежна, текстилот ќе го земам, тоа се можностите каде се може би да послужи како влезна компонента. Многу ми се допаѓа патот кој што го отварате и имате простор тука да зборуваме на темиве, би сакала да ја заокружиме темата со тоа колку имате поддршка. Оти за се ова да може да се спроведе, треба да се разбуди свеста, да се разбуди чувството дека сака да бидат вклучени чинителите кои што ви се потребни за реализација. Пред се, значи, поддршката доаѓа од сите страни, бидејќи патеката е почната, процесот е отпочнат. Мене ми доаѓа многу пријатно кога слушам компанија која што во својот репортинг има евидентирано колку отпад има кој што чини пари. Значи, тие се подготвени, само нашиот повик како партнер во програмата EU Climate Kids и како зелено женско лидерство ги олеснува процесите да меѓу себе комуницираме. Ние меѓу себе се разбираме, знаеме каде одиме и сакаме што повеќе чинители да интегрираме. И повторно ќе кажам да не ми се лути на другата страна, едноставно одговорноста за environment кај жените е поголема. Импактот е поголем и ние правиме нешто на секојдневно ниво. Велите вака, ние сме лидерки кои што сакаме да исполниме целта да се придвижиме кон net zero emission, односно да ги ставиме на нула. И за истото ни е потребна регулатива, политички диалог и приоритет во тековните работи. Тука се успевали, тоа е главното. Бидејќи нашата работа е стрикли бизнес to бизнес, значи само работиме бизнес со бизнес, тогаш е многу поедноставно. А кога треба да ги вклучиме и другите, тогаш се комплицира. Процедури се. Процедури се, да. Не е проблем, само треба трпение. Треба трпение. Значи, ние раководиме со големи трансакции во инвестиции во обновливи извори на енергија. Значи, тоа е инвестиции во кои што се преговара 24 месеци. Нормално, сите учесници во бизнисот се вклучени, мораме да вклучиме и институции. Да. Од таму доаѓаат дозволите и се. Но институционалните инвеститори имаат трпение. Значи, имаат трпение да почекаат ако треба и 18 и 24 месеци да ги добијат потребните дозволи. Значи, само треба трпение. И е нормален процес. Така да, навистина верувам дека сите чинители се свесни за одговорноста, само треба време. Анита, ќе ти дозволам да надополниш? Да, искуствено ова го правиме заедно, во некој сегмент работиме на net zero емисии, во развој на големи зелени проекти, и ние го имаме трпението. Сакаме и сите да го прифатат и промената на некаков естаблишмент да не влие на промена на правецот на движење на нештата. Едноставно, ние сите сме тргнати натака кон зелената агенда, што опфаќа 5 пилари, и сите ние треба да го приоритизираме прашањата. Не постои тука посилно нешто од успех и од некаков конкретен резултат. Апсолутно дека не. И ајде сега да не биде дека трите жени се собра и се со исто мнение, не баре рекле дека ако сакаше работата да се заврши, да е една жена. Со лесно нека вие се гледаме и во следна прилика.